Здраво, драги гледачи, ви мафтам јас, мафтаат и супер звездите по сценарио, се онака договорено, како што треба да биде. Овој пат ќе ве одведеме во продолжение на емисијата која ја снимивме минатиот пат во стоматолошкиот клинички центар Свети Пантелеймон во Скопје. Со супер звездите не успеавме да добиеме одговор на сите прашања, затоа се враќаме повторно да бидеме гости и да ги откриеме сите оние работи кои што не интересираат во врска што се треба да правиме и како треба да се однесуваме за да имаме здрави запчиња. Дали минатиот пат, дечки, поминавте убаво? Да им ветиме на нашите гледачи уште поубава емисија овој пат. Затоа останете со нас во следните 60 минути. Супер звезда ве води во клиниката за детска превентивна стоматологија во Скопје. Останете со нас да го видите вториот дел од ова прекрасно дружење. Чао! Чао! Продолжуваме понатаму, драги гледачи, со нашата емисија. Повторно ќе разговараме за залевање на запчиња, а во овој момент мој соговорник е доктор Бети. Здраво, докторке, како сте? Добре, вие како сте? Како се чувствувате на нашава клиника? Супер! Уживате ли деца? Драго. Доктор Бети, ќе бидете ли љубезна да ни одговорите на уште неколку прашања што ги имаме во врска со залевањето? Во моментов веќе се одвива таа процедура? Во моментот заливаме едно запчека и ленче. Она беше многу добра, ги исполиравме сите запчиња со специјална пастичка со јагода и сите деца ја помириса и сите сакаат сега да ги полираат запчињата. Можеме да го направиме тоа после емисијата, меѓутоа сега правиме процедура на залевање, односно заштита на запчињата од кариес. Со доктор Александар видовме како сето тоа се прави, но имаме некои прашања кои не можевме нему да му ги поставиме, времето не ни дозволи, затоа ќе бидете вие љубезна да ни одговорите. Договорено? Но да, за тоа сме тука, за децата. Ајде да видам, женски, кој има прашање да постави? Антонија, повели злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Антонија и сакам да прашам дали во некои други земји, во други места на светот се прават вакви работи. Така, залевањето зави е типично за Македонија или и на друго место во светот? Апсолутно се прави, речиси секаде во светот. Особено во почетокот се правело повеќе во развиените земји, затоа денеска тие може да се пофала дека имаат многу мало ниско ниво на кариес. И затоа и ние го форсираме залевањето како заштита од кариес. Меѓутоа, денеска се повеќе се прави и во неразвиените земји. Значи во земјите каде што децата немаат можности да ги поправаат зъбите, затоа што има сега специјални нови материјали кои што многу лесно се лепат за запчињата, така што на тој начин се форсира се повеќе да се заштитуваат колку што е можно зъбите, затоа што тоа многу помалку чини, по кратко е времето, еве самите видовте дека многу кратко време беше потребно да се заврши таа процедура во однос на тоа да се пломбираат зъбите и секако најбитно е дека не боли. Така, ајде да видиме што уште не интересира. Да, кој ќе постави прашање? Ева, повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ева Куцовски, сакам да прашам за колку време се заштитени запчињата. Така, од моментот на спроведување на залевањето, колку време понатаму ќе ни бидат заштитени запчињата? Запчињата ќе бидат заштитени се додека стои залевачот во устата, па дури и после тоа. Залевачите се специјални материјали кои што имаат внатре една материја која што се нарекува флуор. Веројатно вие знаете што е флуорот, така? Знаете дека флуорот ги штити запчињата. И тие полека ослободуваат флуор во запчето. И така што запчињата и после самата процедура остануваат заштитени. Некогаш може да се случи залевачот да отпадне. Меѓутоа, бидејќи во површината на запчето има влабнатинки, дел од залевачот, иако ние не го гледаме, се задржува во тие влабнатинки и повторно го штити запчето. Повторно ослободува флуор и ги зацврстува запчињата. Дали само деца треба да залеваат запчиња или тоа е процедура која може и возрастните да ја прават? Во принцип, најдобро е да се залеат запчињата веднаш после никнењето, затоа што зъбите во тој период се уште не се созреани. Значи, потребно е неколку месеци да поминат за да добијат потребната цврстина. И најдобро е да се направи залевањето во тие први 6 месеци по никнењето на зъбите. Меѓутоа, секако не е на одмет секој што сака да ги залее и подоцна на зъбите. Иако, ќе повторам, значи критичен е тој период веднаш после никнењето, зашто кај децата веднаш по никнењето и се подлабоки влабнатинките на површината на запчињата,
Децата се уште не знаат точно како правилно треба да ги четкаат запчињата, така што тука се задржува и поголемо количество на храна и заради тоа најсигурно е веднаш после никнењето да се залеат. Меѓутоа, може да се препорача, значи и подоцна кој сака да ги залее запчињата. Дали некогаш во животот може запчињата да се залеат еднаш, па втор пат, па трет пат? Да, во принцип може. Во принцип има различни мислења. Некои се за тоа дека треба по испаѓањето на залевачот таа процедура да се повтори. Меѓутоа, како што реков, според некои автори, особено овие нови материјали кои што се залепуваат и хемиски се врзуваат за запчињата, остануваат дел на површината на завод. Така што без разлика што ние не ги гледаме залевачите, значи тие повторно имаат заштитна функција на некој начин. Значи повторно ослободуваат флуориди кои што ги зацврстуваат забите. Доктор Бети, дозволете да го поставиме последното прашање. Оваа згодна женска овдека што се вика Елеонора ќе го постави прашањето. А кое беше прашањето, Елеонора? Здраво, јас сум Елеонора, сакам да прашам зошто се залеваат запчињата? Така, ајде уште еднаш кај за крај на нашиот разговор да кажеме и за родителите и за дечињата да ја разберат пораката зошто би требало да се залеат запчињата. Значи, запчињата најдобро е да се залеат за да се заштитат од кариес. Меѓутоа, јас би сакала во оваа прилика сега и да потенцирам дека залевањето на забите ги заштитува забите само од горната површина. Значи, оние длабнатинки кои што се наоѓаат на џвакалната површина на забите. Меѓутоа, залевањето како процедура не штити од кариес на останатите делови од забот. Значи, сепак, ова е само еден дел од превентивата која што треба да се спроведе. Значи, многу е важно да се четкаат правилно забите, правилно да се хранат децата и да користат флуориди. Благодарам, доктор Бети, што бевте дел од Супер Звезда. Драго ми беше и вие, повелете повторно и да се дружиме заедно. Ви благодарам за вашиот голем придонес што го дадовте за оваа едукативна емисија. Се надевам дека и самите дечиња и самите родители имаат многу што да научат овдека. И ви препорачувам останете до крај на нашата денешна емисија, бидејќи сите овие работи кои што денеска ги учиме овдека не можат да се научат на училиште. Така ли е, доктор Бети? Се разбира. Ето така. Бакнежи сега од мене до сите вас. Останете заедно со Супер Звездичките овдека во посета на клиниката за детска превентивна стоматологија. Одиме па натаму. А во овој дел, драги гледачи, ќе имаме шанса да откриеме една од најновите, значи, технологии, чудото кое што во моментот е најново во светот, го имаме и ние овдека во Македонија. Станува збор за една прекрасна ласерска машина која што ќе ни ја објасни доктор Александар, со која што се дружевме во минатата емисија. Значи станува збор за ова чудо, така да? Да, ова е ласерот од фирмата Каво. Тој представува тврд деструктивен ласер кој што ние го користиме овдека за повеќе намени, од препарација на заби, на расипани запчиња, за лечење на кариес, за лечење на коринови канали, па се до некои орално-хируршки интервенции, да не кажем операции, така помали оперативни зафати. Значи, што е неговата функција? Значи, каква функција има овој ласер овде? Што он би требало да замени? Ја заменува турбината и коленјакот, односно овие до сега што ги нарекувавме како класични ротирачки инструменти. Неговата функција во тоа што тој енергијата на светлината ја претвара во топлинска енергија која што понатака се користи за извршување на одредено дејство, одредена работа. Наместо да се струга запчето, сега сето тоа се прави по пат на ласерски зрак. Со ласерот може да се отвори запчето и да се види надвор. Наместо да се струга, сега ние имаме бесконтактна терапија, каде што немаме никаков физички контакт помеѓу забот и машинката, значи тука веќе немаме оној што е непријатен звук од кој што сите нели се плашат, немаме вибрации, немаме тресење, све е тоа тивко, мирно, сталожено, без никакви непријатни чувства. Така, има ли некаква болка од ласерот или он е направен да биде апсолутно безболен? Вага, апсолутна безболност не постои, меѓутоа овдека болката е доведена на некој минимум. Малтене, апсолутно безболно.
Ги интересира гледачите, ме интересира и мене. Значи како изгледа, може ли да се види, има ли овој ласерист, ласерски зрак како што ги гледаме оние на филмовите или како што знаеме оние ласерчиња, сравните ние што светкаме, има ли таков зрак, има ли таква боја или е зелен или е нешто подруго? Може ли да ни го демонстрирате, барем на рака да видиме како изгледа? Вака, значи во овој ласер имаме еден ласерски зрак кој што ни служи како поинтер и тој е црвен, се гледа како црвена точка. Значи каде што овој поинтер ќе покаже, таму ќе падне терапискиот ласерски зрак. Меѓутоа тоа е вон видно поле за човеково око, значи тоа е невидлив. Затоа ни служи овој ласерски зрак како некое обележување каде ќе падне терапискиот зрак. Каде ќе биде оној главниот зрак, а тој е во боја која што не може да се види, значи? Да, тој е во инфрацрвен спектар кој што е невидлив за човековото око. Кога ќе се третира забот со ласер, бидејќи кажавте дека станува збор за во овој случај светлосен зрак кој што светлината ја претвара во топлина, дали на пациентот му е жешко на местото каде што се зрачи забот? Вака, значи воедно додека иде и терапискиот зрак, машината испушта и сноп на вода. Знаеме дека сите живи организми се составени од вода, значи содржат во себе си одреден процент на вода. Овој ласерски зрак, таа вода моментално ќе ја испари, значи од течна ќе ја претвори во гасовита состојба и на тој начин делува. Со тоа се врши ладење и апсолутно нема никаква болка. Нема никаква болка, нема последици, нема грење, нема ништо. Се третираат ли пациенти значи со овој ласер? Да, се третираат. Имаме ние голем број на пациенти кои што ги третираме со помош на ласерот и можам да кажам дека многу успешно во последниве години станува тренд и на запад и кај нас ова ласерска технологија, да. Чини ли скапо еден ваков ласер, една ваква машина, например, во споредба со претходните оние турбините кои што се користеат, значи чини ли поевтино, поскапо? Зашто станува збор? Далеку поскапо кошта отколку една обична столица со сите тие додатоци. Меѓутоа, како што иде технологијата напред, така и оваа технологија поевтинува, значи со тек на времето. Да. Но сепак не е толку поевтината за да би можеле ние да си поиграме сега малку со ласерот. Не, апсолутно и не е ни толку безбедно да си играме со ласерот, пошто овој представува деструктивен ласер. Како се штити докторот во моментот додека работи со оваа машина? Да, значи постојат заштитни очила кои што ги носи и докторот и пациентот. Најважно е да го заштитиме окото, пошто ако ласерски зрак падне на окото, ќе се појача преку мрежницата на 1800 пати појак. Овој ласер има мокненост од 680 вати. И замислите тоа кога ќе го помножите со 1800, која е таа енергија која што ќе се слободи на дното. Катастрофа, да, и за тоа ги носиме овие заштитни очила кои што го абсорбираат тоа ласерско зрачење. И со тие очила апсолутно сме заштитени, значи и докторот, пациентот можат безбедно да работат. Апсолутно верно. Ете така, сега и нашите гледачи и дечињата и нивните родители се информирани и знаат значи дека овдека кај вас че имаме буквално оно што е хит и тренд во светот, го имаме и овде и најновата ласерска технологија. Најмодерни технологии, да, кои што се тренд во светот. Ева, тука е пред нас и ја видовме и ја демонстриравме. Така да ви благодарам на Александар, докторе, да сте жив и здрав. Одиме сега да видиме некои други интересни нешта овдека на вашата клиника, така да ќе се видиме во друга прилика. Има многу интересни работи да се видат. Благодарам, докторе, поздрав. Пријатно. Поздрав, пријатно. А вие, драги гледачи, доаѓете по мене. А сега, драги гледачи, во рамките на посетата на Супер Звезда на клиниката за превентивна детска стоматологија имаме ексклузивна и уникатна можност да запознаеме еден од докторите кој не се вика Александар. Веднаш до мене се наоѓа доктор Христо. Здраво живо, доктори, добродојавте во Супер Звезда. Како сте? Здраво, добре, ве најдов, супер. Со вакво друштво како може човек да биде? Се подобро и подобро. Ете така, тешко ли е да се работи со дечиња, кажете? Не, воопшто. Навиката е таа, децата се едни прекрасни суштества. Човек има многу да научи што од него. Знаете, ние секогаш ги сметнуваме како деца, како помали од нас. Меѓутоа, верувајте, во многу ситуации они многу подобро ги сваќаат ситуациите, посебно барем оној дел што се однесува на правењето на забите, ослободување од стравот. Напротив, ја би рекол дека децата се подобри пациенти од возрастните. Браво, доктор, и јас исто така мислам. Браво, еве, рака за ошо го кажавте. Фала ви. Сега имаме еден дел во кој што ќе разговараме за некои многу интересни работи.
Станува збор за една национална кампања која што има задача да ги заштити дечињата во поглед на нивното орално здравје, значи да ги заштити нивните запчиња, за она што се почесто во овој период интензивно се зборува во медиумите, станува збор за кампања една која што се однесува на флоризација на млекото, така ли? Така е. Во куси црти ја кажеме отприлика за што станува збор? Програмата е промовирана од Министерството за здравство. Програмата е изготвена во рамките на подобрување на оралното здравје на младата популација кај нас во Република Македонија, а во рамките на таа програма еден дел опфаќа и флуоризацијата на млекото и консумирањето на кај најмладата популација. Од едноставна причина заради тоа што се појави потреба да го подобриме оралното здравје кај нашата млада популација, заради тоа што и сами знаеме од некои статистички податоци и студии што претходно ги работевме, за жал мора да диагностицираме дека оралното здравје и кариес индекс просекот кај по нашата млада популација е стравно висок. Значи, ако земеме дека во просек имаме 8 расипани запчиња кај нашите 12 годишни деца, рачунајте на кое тередже сме во однос на некои развиени европски земји. Токму тие причини е изготвена една превентивна програма со која што ќе се оди во наредниот период до 2016 година, во која што дел од фазата е флуорирањето на млекото кај најмладите. Ајде сега да откриеме нешто повеќе на оваа тема во врска со флоризацијата и да видиме, еве имаме ли ние некои прашања кои што одека треба да се постават за доктор Христо ни одговори. Кон камерите, Стефан, кое е твоето прашање? Моето прашање е што е тоа флуор. Така, убаво прашање. Еве да кажеме што е тоа флуор и јас самиот не знам, знам само дека не е витамин, знам дека не е минерал. Што е флуорот, докторе? Флуорот е еден хемиски елемент кој што во суштина представува еден природен газ кој што најчесто се јавува при вулканските ерупции. Значи е жолтеникав, меѓутоа никогаш флуорот нема да го најдеме слободен во обичајна средината, туку тој формира своји соединенија. Флуоровите соединенија се оние кои што нас ни се битни, значи во превентивата против кариесот. Значи флуорот е еден елемент кој што влегува во земјата, во почвата го има, насекаде околу нас може да го има. Во воздухот го има, во одредени концентрации го има во водата, во обичната вода, бунарската вода, секаде околу нас го има флуорот. Значи тоа е еден елемент, а за нас стоматолозите флуорот представува едно од најмоćните оружја со кои што располагаме во моментот во однос на превенцијата на забниот кариес кај децата. Значи дека флуорот може да се земи и преку храна, може преку вода, а може ли и преку воздух, бидејќи станува збор за тоа дека е газ? Така е. Најчесто концентрациите на флуор се најголеми во оние райони каде што е најразвиена алуминиумската индустрија, односно каде што се преработува или изработува алуминиум. Сега пред малку кажавме кај нас немаме такви фабрики, меѓутоа во светот онаму каде што постојат развиена алуминиумска индустрија, концентрациите на флуор во воздухот се значително повисоки. Не значи дека концентрацијата на флуорот е токсична, меѓутоа е на повисока за разлика од другите средини каде што е нешто пониска. Исто така истите концентрации на флуор се различни насекаде. Например, во концентрацијата на флуор во водата, во различни райони на земјината топка е различна. Некаде имаме поголема концентрација во водата за пиење, некаде имаме помала. Тоа ние убаво го измеривме. Точно знаеме сега на цела територија на Македонија кој град има најмногу флуор, кој има најмалку флуор. И спрема тоа и ја спроведуваме оваа претходно спомената превентивна програма. Браво, докторе. Ајде сега да видиме понатаму следното прашање ќе го постави кој е овој дечко овде што се вика Никола. Никола, добар ли си ти? Да. Уживаш ли во денешната емисија? Да. Научи ли некои убави интересни работи кои што не си ги знаел до сега? Така, кажи ми колку години имаш ти? 5. 5 години, а веќе водиме грижа за нашите запчиња, ги миеме редовно, така и внимаваме да јадеме, значи што помалку работи кои има чекар. И еве сега Никола ќе го постави следното прашање, подготвен си? Да. Кој е твоето прашање, Злато? Зашто децата треба да взимаат флуор? Супер, фала Никола. Зошто, значи сега ја кажавме децата дека треба да земаат флуор и оваа националната програма, значи која што се спроведува преку Министерството за здравство и исто така се однесува на тоа што сега Никола го праша. Флуорот пред малку кажа. Значи, ако имаме некое најмоćно оружје со кое што во моментов располагаме, значи покрај ова, хигиената, четкањето на забите, хигиена диететскиот режим, помалце консумирање на чоколади. Ако јадеме помалку чоколади, ако одиме редовно на стоматолог и ако си контролираме своите заби,
најмоćното оружје сепак во превенирањето на самиот забен кариес представува користењето на флуорот. Затоа треба флуорот да се зема. Ние го препорачуваме како стоматолози уште од почетокот на бременоста, што од наполнувањето на третиот месец од бременоста е пожелно да трудниците земаат флуор во онаа концентрација која е препорачана од нивниот матичен гинеколог, односно стоматолог. Има едни мали апченца под јазик што се става. Така, тие, значи тоа е флуонатрил, малечки ситни апченца кои имаат вкус на ментол, кои се доста пријатни и кои што најчесто децата ги користат грицкајќи ги како бомбончиња и со тоа фактички ние допринесуваме со користењето на флуорот да се во исклучително најлесен начин намали денталниот кариес кај нашите деца. Ете сега, свативме, значи, зошто дечињата треба да пијат флуор и се надам дека тоа веќе на сите ни е јасно, а да видиме имаме или други прашања. Ела, Лепотане, овде до мене. Кажи сега, значи, како беше твоето име и твоето прашање кој? Здраво, јас се викам Омар Джеферовски и сакам прашам на кој начин треба да се користи флуорот. Така, супер. На кој начин, значи, може да се земе флуорот? Како сето тоа може дечињата да го направат? Е ли страшно? Е тешко? Не е? Значи, флуорот пред малку рековме дека може да се земе во вид на таблетки, што е најчесто и највообичаен начин и најлесен за примена, бидејќи отпаѓа на делот на родителот, лесен за употреба таблетарниот флуор, значи рековме уште од време на временост да се зема, после раѓањето веднаш се продолжува со земањето на флуор. Меѓутоа не значи дека таблетарниот начин на земање на флуор е единствен начин. Еве некои примери како може, односно како се аплицира флуор. Ова е флуоров раствор, кој што е наменет за примена во забни стоматолошки ординации. Меѓутоа, ова е раствор кој што го употребуваат исклучиво само стоматолозите. Со висока концентрација и мора под... Буквално така, браво Дарко, значи со висока концентрација мора да се употреба под надзор на стоматолог. Исто и слично се работи за некои желеа и пасти, кои што се наменети за професионална употреба, значи во стоматолошките амбуланти, под присмотра на стоматолог. Покрај ова, има начини за земање на флуорот, како што предмалку напоменавме со новата програма, значи флуорирање на одредени прехранбени производи. Флуорирање на сол може да биде, флуорирање на вода може да биде, а кај нас се одлучивме за програмата за флуорирање на млекото. Што тоа ќе придонесе? Значи, оние дечиња кои што одат, например, во училиште или во градинки, ќе можат да пијат такво млеко? Апсолутно. Значи, децата во првата фаза се софатат оние што се во градинка. Значи, деца до 5 годишна возраст ќе пијат по една чашка млеко флуорирано дневно, што е доволна концентрација на една флуорна таблетка. Од прилика. Тук очекуваме дека значителни резултати да се постигнат во многу краток временски период. Ќе имаме значително голема редукција на кариесот. Така да очекувам дека ќе наидеме на разбирање пред се од родителите дека флуорот нема никакви штетни влијанија врз здравјето на децата, туку напротив, се трудиме да создадеме една нова генерација на млади кои што ќе бидат барем приближно еквивалентни и приближно достапни до денталното здравје на своите врсници, да речеме во Данска или во Холандија, во Шведска, скандинавските земји, па и ако сакате и Средна Европа. Барем блиску до нив. Апсолутно, да, јас сум еден од оние родители кои сметаат дека не треба да се плашиме. Јас сум од оние кои што се сметам себе си за современ, ги пратам, значи, сите овие светски трендови и пред се интересирам за здравјето на моето дете, така да јас отворено им препорачувам на оние родители кои што имаат деца и кои што се двоумат дали да пијат или да не пијат. Еве, јас за моето дете одлучив тоа да пие флуорирано млеко. Бидејќи пред се знам дека на моето дете во таа чаша млеко која што ја добива има уште една мала доза, 1-2-3 капки здравје кое што ќе се одразат во поглед на оралното здравје на моето дете, а здравите запчиња значат и здрав организам еден ден. Ајде да видиме дали имаме уште прашања. Да, кој е твоето прашање, Бенџамин Пове? Здраво, јас викам Бенјамин Джеферовски и сакам да прашам дали во Македонија има доволно флуор. Убаво е ова прашање. Значи, дали имаме ние доволно флуор во нашата држава, например, кажавме дека може да го има во храна, во вода, во воздух. Предпоставувам и дека не, бидејќи тоа е и повод поради кој треба да се флуорира млеко или нешто слично. Значи, концентрациите на флуор на целата територија на Република Македонија не се во доволна мерка да ги задоволат дневните потреби во однос на редукција на денталниот кариес. Имаме ендемски подрачи во Кумановско, Струмичко,
али тоа се исклучително ендемски подрачја на ниво на села, каде што имаме огромно висока концентрација на флуориди во водата, меѓутоа тоа е бунарска вода. Значи, локално население кое користи вода за пиење од бунари, а не од водовод. Иначе сите водоводи, сите големи и помали градови во Република Македонија немаат нити приближно доволна концентрација на флуор во водата за пиење или во почвата или во воздухот, ако сакате. Значи, сепак треба, имаме потреба од тоа да ги надополниме тие концентрации на флуор, се разбира во корист на нашата млада популација. Еве, вие како доктор, што им препорачувате на оние кои што не гледаат во поглед на флуоризираното млеко, во случајов дали треба да му се плашиме или не? Значи, сите препораки, вклучително препораките од Светската здравствена организација, од заменикот директор, професор Петерсен, кои што во последно време ги добивме со посредство на Министерството за здравство, одат во прилог и говорат за фактот дека како програма исклучително е поздравена. Ние испративме целата програма во Светската здравствена организација и добивме одговор дека со радост ја поздравуваат и ја поддржуваат таа програма и ја препорачуваат да отпочне што побрзо. Дури и на целата територија на Република Македонија, дури и за возрастната популација на деца до 12 години. Ние сега ќе започнеме во оној помал период, до 5 години, значи децата во доградинка, и топло е препорачувам на родителите да не се плашат од тоа да нивните деца консумираат флуорирано млеко. Флуорираното млеко е дури во концентрација од 0,5, што е помалку од она што го препорачува Светската здравствена организација од 0,8 промили. Така да, топло ја препорачувам на сите родители без никаков страх или бојазност за здравјето на своите деца да ги потпишат согласностите, да изградиме една здрава генерација на млади кои што ќе имаат исклучително здрави заби. Пораката е јасна. Повеќе флуор денес, повеќе здрави запчиња утре. Ви благодарам, докторе. Ова е тема на која што ние чувствувам дека за вас можеме со денови да разговараме. Така да интересно беше, бидејќи јас научив некои работи кои ме интересираа во овој момент, а се надевам дека и родителите и дечињата веќе имаат доволно информации да знаат едноставно дека не треба да се плашат и во момент кога ќе треба да можат да донесат позитивна одлука. Ви благодарам на вас да сте ми жив и здрав. И ќе се видиме повторно во некоја наредна прилика. Се надевам дека со оваа програма ќе се овозможи вистински децата да имаат здрави заби, па повеќе двојдина ќе се гледаме да дискутираме за арно отколку за лошо. Така е, ви благодарам и на поканата, ви благодарам за учеството во емисијата и би сакал да ве поканам повторно да се видиме на оваа тема, кој ќе ги имаме едни првични резултати од оваа програма и верувајте дека, како што јас и сме оптимисти во оваа програма и веруваме до крај, верувајте дека и гледачите ќе се уверат во тоа што го зборуваме денес. Знам дека ќе биде така. Доктор Христо, благодарам многу, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму. Суперзвезда во потрага по одговорот како и што се треба да правиме за да имаме здрави запчиња, дојде во посета на клиничкиот стоматолошки центар. Веднаш до мене се наоѓа доктор Мери Павлевска. Доктор Мери, добре дојдовте, како сте? Добре најдов, добро дојдовте и вие на нашата клиника. Ама многу и вие си работите, значи, со дечиња? Да. Тешка ли е работата кога се работи со деца? Да, не е воопшто тешка работата со деца, затоа што децата е нешто најубаво што ни се случило на сите од нас. Работата со деца е баш пријатна и лесна. А за да се работи со деца треба многу да се сакаат децата и ние многу ги сакаме децата и му помагаме. Или разлика во тоа да се биде стоматолог и да се биде детски стоматолог? За да се биде детски стоматолог треба многу љубов према децата, многу трпение со децата и да се сака работата, се разбира, со деца. Јас денеска искрено стекнав впечаток дека сите вие докторите кои ве запознат овде со многу љубов зборувате за нив и кога ве гледам како се однесувате, сваќам дека вистински ги сакате дечињата. Драго ми е што дојдовме на вакво место и еве од сестрата сакам да ви честитам и да ви поздравам и да ви кажам дека од сега па натаму секогаш на драго срце ќе бидам гостин за каква и пригода да треба да бидам гостин кај вас. И нас и во секоја прилика ве покануваме. Повторно сакам да се навратиме на она што го разговаравме пред малку со доктор Христо. Зборевме за флуоризација на млекото, значи дека тоа е сепак еден нов светски тренд и начин на кој што ќе се овозможи превенција децата да имаат здрави заби во текот на својот живот.
Ајде сега кажете ми од што се состои националната програма за флуоризација на млекото? Програмата за флуоризација на млеко е во склоп на Националната стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата во Република Македонија. Стратегијата опфаќа 5 чекори. Флуоризацијата на млекото е само еден мал сегмент од целата национална стратегија. Националната стратегија за превенција на оралните заболувања е донесена од страна на владата на Република Македонија и од страна на Министерството за здравство на Република Македонија. И опфаќа 5 постапки или чекори со кои што во догледно време, значи треба да се превенираат оралните заболувања кај децата во Република Македонија, така како што е секаде во светот, и да се намали бројот на кариес, на кариозни забои во детските уста. Значи, таа опфаќа едукација и мотивација на децата и родителите и сите што работат со деца за превенција на оралните заболувања, опфаќа залевање на фисури и јамички на првите трајни молари, што значи дека на сите 6 годишни деца во Република Македонија од минатата година и понатаму, значи програмата е до 2014, веројатно ќе се продолжи, значи се залеваат сите први трајни молари на децата на прво оделенците во школа. Потоа опфаќа едукација за контрола на внес на шеќери. Знаете дека едно од причините за појава на кариес на забите се и шеќерите. Значи треба да ги едуцираме децата и родителите колку често и кога треба да ги внесуваат шеќерите во исхраната на децата. Потоа го опфаќа значи употребата на флуоридите во превенција на денталниот кариес, спаѓа и програмата за флуорирано млеко. Програмата за флуорирано млеко е значи со поддршка од Светската здравствена организација и фондацијата Боров, која што е од Англија. Значи, врв на целата медицина воопшто, па и на стоматологијата е Светската здравствена организација и неизините препораки се врв на целата медицина. И затоа во последно време како почна да се и како ќе почне да кажеме да се имплементира програмата со флуоризација на млеко, настана една фама во нашата држава, веројатно како новина и како нешто ново што потешко го прифаќаат родителите. Кажал непотребна фама, без потреба, од страв да не нешто им се случи лошо на децата, но сепак државата, јас мислам, тоа не би го дозволила, сепак Европа не би го дозволила, а воопшто Светската здравствена организација не би била таа што би ќутела во таква ситуација. Флуоризацијата на млекото не е новина. Таа се употребува 50 години во светот. И многу развиени држави, како Велика Британија, порано и Данска, значи ја употребуваат програмата, значи флуорираат млеко и му го даваат. Значи не е нова. Тоа е 50 години. Ако имаше некои несакани ефекти од флуорираното млеко, досега ќе излезеа на површина и немаше, ќе се забранеше како програма, а не да ја препорачува и понатаму Светската здравствена организација. Благодарам за исцрпниот одговор. Ова е сепак интересно не само за децата, родителите да знаат за што се станува збори, да знаат дека не е само флуоризирањето на млекото работата која генерално се прави, него дека оваа програма опфаќа 5. Значи, флуорирањето на млекото е само еден мал дел. Флуоридите се многу важни за да ги зацврстат забите и да ги направат поотпорни на кариес. Меѓутоа, само тие се дел од превенцијата, а целата превенција си се состои од 5 чекори, се разбира. Благодарам. Ајде сега да видиме дали дечињата имаат прашања, дали има работи за кои би сакале да се информираме. Повели Кукло, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Антонија и сакам да прашам дали флуорираното млеко може да го пијат и возрастните или тоа е само за деца? Еве, например, доколку јас би се напил вака една чаша флуорирано млеко, ќе ми биде ли мене нешто? Не, ништо нема да ви биде, меѓутоа флуорираното млеко е секако наменето за децата и тоа за децата до 12 години. Зашто го зборувам ова? Затоа што флуорираното млеко помага да се зацврстат. Значи, влегува во структурата на забите, да се зацврстат забите и да бидат поотпорни на кариес.
И ако знаеме дека минерализацијата на забите, односно изградбата на забите трае до 12-та година, тогаш ние не само флуорираното млеко и таблетките ги препорачуваме до 12 години. Значи, невозрастните ништо нема да му биде, меѓутоа целта на флуорираното млеко е да даде поизградени и поцврсти зъби. А тие, нивната минерализација е до 12-та година и до 12 години децата треба да пијат флуорирано млеко. Благодарам, доктор Мери, одиме понатаму, имаме уште прашања, да, може, еве Стефан, најде дојде Стефан, да видиме, имаш и ти прашања, доктор? Да, па ти имаш многу прашања денеска. Дали треба децата или возрастните да пијат флуорирано млеко? Значи, флуорирано млеко, треба ли возрастните и децата да пијат такво млеко и колку треба да се пие секој ден, редовно, нередовно, како му доаѓа од прилика? Сега, флуорираното млеко ќе го пијат децата од 3 до 5 годишна возраст и тоа оние деца кои што одат во градина. Значи, флуорираното млеко ќе го нема во продажба, ќе пијат по 200 мл флуорирано млеко кој што во себе содржи 0,5 мг флуор. Возрастните кажавме зашто не треба да пијат, заради да ја подобриме структурата на трајните зъби, значи тие да ни бидат поотпорни на кариес, возраста од 3 до 5 години е многу важна и затоа се одбра таа возраст да пијат децата флуорирано млеко и тоа во градинки. Благодарам. Ајде сега да видиме следното прашање кое е оваа женска овде, драги гледачи, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Елеонора Јовановски, сакам да прашам дали децата кои не одат во градинка треба да пијат флуорирано млеко. Ова е убаво прашање. Дали оние дечиња кои нема да додат во градинка ќе може да дојдат до вакво млеко бидејќи ќе го нема во продажба? Не, децата кои што не одат во градинка не може да дојдат во ова млеко затоа што пиењето на флуорирано млеко треба да биде строго контролирано. Децата кои што не одат во градинка, значи оние кои што одат во школа, за да ги заштитат своите зъби, ќе пијат флуорни таблетки. Значи си има замена и си има како тоа да се надомести. Значи, флуорот може на повеќе начини да се зема, преку таблетки кои што и досега ние го препорачувавме на децата, значи преку водата за пиење, меѓутоа немаме флуорирани води, не се врши во Македонија флуоризација на водата, значи преку млекото, преку солта и еве како еден од методите ние го одбравме флуорирањето на млекото. Благодарам. Ајде да видиме сега кој друг има прашања. Дојдовме и при крај и полека на овој дел во кој разговараме со доктор Мери. Имаш прашање за докторката? Да. Повели кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Катерина Даревска, сакам да прашам докторката Мери дали на лошо ќе им се случи на децата што пијат флуорирано млеко. Ајде да видиме. Ето, значи има разни гласини. Дали може некому нешто лошо да му се случи од флуорираното млеко и дали имаме случај некому нешто лошо да му се случило до сега? Имаме ли таков случај? Значи, флуорираното млеко се употребува долго во светот, како што кажав, и до сега нема никаква информација дека на некого нешто му се случило што пиел флуорирано. Од ниедна земја? Од ниедна земја, не. Затоа што флуорот во тоа млеко е во толку ниски концентрации, дури и 2-3 чаши да се напило детето, ништо нема да му се случи. Нема да дојде до црвената линија. Не, црвената линија е многу висока и треба да ја пие многу долг временски период. А пиењето на флуорирано млеко е строго контролирано, значи не можете да го најдете нигде. Секој дете си добива по една чаша која што треба да ја испие и тука нема никакви причини зашто некој да се плаши дека некому лошо нешто би се случило. Може само корист да има од флуорираното млеко. Така, благодарам. Ајде уште едно прашање да поставиме вака за крај. Дали има некој што сака да го постави последното прашање? Вака, нека биде тоа Ева за крај. Кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мила Кацевски, сакам да прашам дали ќе им се случи на оние деца нешто што не пијат млеко. Ова е убаво. Да, ова е исто така убаво прашање. Што може да очекуваат оние деца и родители кои нема да прифатат нивните деца, например, да пијат флуорирано млеко и да земаат, например, и флуор во таблетки? Може да му се случи само да имаат повеќе кариес од оние деца кои што
ќе земаат флуорирано млеко и ќе примаат флуор во таблетки. Флуорот како изолирана превентивна мерка. Значи ние ги кажавме сите, за една уста да биде здрава треба да се применуваат сите превентивни мерки. Значи и четкање и внесот на шеќери да се намали. Меѓутоа како изолирана, значи од некои литературни податоци, значи од некои истражувања во светот, кариесот може да го намали до 30% како изолирана мерка. Меѓутоа, ако и сите други ги вклучиме превентивни мерки, се надеваме дека децата во Република Македонија во догледно време, значи не зборувам до утре, до следната година, меѓутоа за неколку години или овие генерации кои од сега почнуваат, се надеваме дека кариесот ќе биде многу помал или ќе настапи комплетна ерадикација на кариесот. Јас ви благодарам вам за тоа што спроведувате една ваква убава и хумана програма. Сакам исто да заблагодарам и на владата што ја спроведува во соработка со Министерството за здравство на Република Македонија. Тоа значи дека утре и вие би имале помалку работа кога ќе имаме повеќе здрави дечиња и повеќе здрави запчиња. Се надеваме, да се надеваме. Ние, нашата работа не е само во поправање на заби. Значи, еден детски стоматолог многу позадоволен, погорд и ке од својата работа ке, ако при прегледот не идува на здрава уста, значи на уста без кариес, тогаш ние ќе можеме повеќе да му се посветиме на децата во едукација и во примена на превентивните мерки. И на крајот на краиштата целта на секој детски стоматолог е да има што помалку кариес кај своите пациенти. Ви благодарам за прекрасните зборови. Фала и многу да сте живи и здрави и да се видиме во некоја наредна прилика. Имавме чест да разговараме со доктор Нери Павлеска, овдека во стоматолошкиот клинички центар Свети Пантелеймон Скопје. Тука завршува и нашата денешна емисија. Ви благодарам што бевте заедно со нас. Кажавме дека имаме подароци за дечињата за крај. Затоа што темата на оваа денешна ваша емисија е превенција на оралните заболувања, односно превенција од кариес, и нашите поклони не се чоколади и бомбони, значи ние поклонуваме нешто што ќе заштита од кариесот, нешто што секој дете треба да го има дома и секојдневно да го употребува, значи секој дете ќе добие четка и паста. Прекрасна работа, ви благодарам докторка да сте живи и здрави, а ние во меѓувреме може ли да им пратиме бакнежи на нашите верни гледачи, оние кои беа денеска заедно со нас и кои се надевам дека научија многу од оваа прекрасна емисија која имавме шанса да ја снимиме денеска овдека во соработка со нашите прекрасни доктори стоматолози. Фала ви многу, драги гледачи, и ве очекуваме за една недела повторно да се дружиме заедно во емисијата Супер Звезда. А до тогаш, чао, пријатно до гледање, бидете живи и здрави и чувајте ги вашите запчиња. Чао!